5 точки и 3 тајни анекси. Вака изгледа планот за победа на украинскиот претседател Зеленски. Конкретним планом Ако почнеме да одиме напред со оваа идеја, со овој специфичен план за победа токму сега, можеме да ја завршиме војната најдоцна до следната година. Планот вклучува покана на Украина за членство во НАТО и распоредување на доволно нуклеарна воена сила на нејзина територија, за да ја одврати Русија. Реакцијата на западните партнери е двосмислена. Ставовите на украинците исто така. Планот е реален, но не зависи од Украина. Се буде вирішено. Исто така сум апсолутно убеден дека се ќе се реши на бојното поле. Најдобар пријател на Украина се нашите вооружени сили. Ке имаме поддршка. Се надеваме на најдоброто, но веројатно ќе треба да се бориме за себе. Украинскиот политиколог Микола Давидјук е убеден дека планот содржи премногу нереални точки за да ги спроведат западните партнери. Якби було 4 реалістичні. Доколку имаше 4 реалистички точки и едно посакувано размислување, тоа би можело да се смета за исклучок. Но кога ги сакаме сите исклучоци, добиваме одговор дека ова не е реално. Давидјук вели дека украинците се последни што го виделе овој план по сите странски партнери на Киев и некои точки не им биле објаснети. Например, договор со сојузниците за помош во заштита на критичните ресурси на земјата, како и заедничко инвестирање и користење на тие ресурси. Охорона ресурсів західним. Заштитата на ресурсите од западниот капитал кој може да учествува во производството е одлична, но неопходно е да им се објасни на луѓето кои ресурси, колку и какви придобивки има за земјата. Професорот Валери Пекар вели дека друго прашање е зошто овој план нема список на активности за самите украинци. Багато людей вважає. Многу луѓе веруваат дека ова е само половина од планот, бидејќи кажува што очекува Украина од своите сојузници. Но Украина има многу проблеми со системот на јавна администрација, мобилизација, владење на правото. И прашањето е што ќе се направи за тоа. Исто така додава воениот експерт Евген Дики. Постои загриженост за алтернативни украински акции, доколку партнерите не го спроведат планот за победа. Поки звучить так, ніби плана Б взагалі. За сега звучи како воопшто да нема план Б. Или коалициските партнери ќе го направат тоа што ќе бараме, или ќе капитулираме, или што? План Б треба да биде целосна мобилизација и луѓе и финансии, префрвање се на воени линии и сами да водиме војна. Во исто време Валери Пекар нагласува, западните сојузници треба да разберат како ќе изгледа повоениот свет. Якщо Україна переможе. Доколку Украина победи, тоа ќе биде побезбеден свет, каде правилата функционираат. Во спротивно, тоа ќе биде свет во кој секој диктатор прави што сака во својата зона на интереси. Поречиси 3 години целосна инвазија, руските трупи напредуваат во источна Украина. Земјата исто така ќе се соочи со тешка зима, како што руските напади уништија голем дел од енергетскиот систем.